Метеж во сообраќајот. Растрчаните луѓе низ Тетовскиот пазар го најавуваат новиот работен ден. Скадринка Стаменковска пак е една од оние на кои никаде не им се брза. Откако едниот маж се оставила, а со вториот останале без дом, тие за солниште нашле во просториите на Сдруженијето на пензионери во Тетово. Се преможе за втори муж. Право да ви кажам за пензија. Правдата ќе ја кажам све. Од 2003 година смо овде, ми со маш ми. Маш ми почина. Ја останав овде. Досадно ми е сама. Телевизор ќе пуштим, ќе дојдем, ќе направим ручек, доручек, после ќе слезем доле, ќе седим малу доле. Тешко е. Тешко да ти кажам. Никому Бог да не даде да биде сам. Соочена со самотијата, но и со болестите. Скадринка сепак остава впечаток дека лесно не се предава. Со здравето притисак, шеќер, ова, тоа. Еден ден ќе праш јаден, еден ден не, право ќе ви кажам. И ќе се сколопимо некако. Некој ќе ми подаде од село нешто вака, така. Се што се наоѓа во овие неколку квадрати, всушност е и се што поседува Скадринка во животот. Собата му припаѓа на Сдруженијето на пензионери, а сметките ги покрива сама. Вели, ако доживее длабока старост, се надева на сместување во државен старечки дом. Но пензијата од 13.000 денари, која таа ја наследила од сопругот, е недоволна за сместување во државен дом кој чини 15.000 денари месечно. Скадринка е само една од 12.200 пензионери во овој регион од државата. Таа е единствен станар во просториите на Сдруженијето. За други нема услови. Објектот е застарен. И нормално и практично нема услови за сместување на пензионери. Таква иницијатива ние покренавме, пошто се состоиме од 6 општини, или да се гради дом за старци, старечки дом, или секоја општина, од тие 6 општини са, 5 рурални, да прават по една соба. Ветувањата беа одлични. Реализацијата никаква. Од Сдруженијето велат дека месечната членарина од 30 денари по пензионер, која тие ја собираат, служи за организирање на превари, патувања и други групни активности. Колку државата се грижи за старите лица? Каде ќе се сместат оние чија судбина во третата доба од животот ги оставила и без покрив и без примања? Македонија со години има 5 јавни домови за стари лица. Домот Сју Рајдер во Битола, Мајка Тереза во Скопје, Зафир Сајто во Куманово, Киро Крстевски Платник во Прилеп и доктор Иван Влашки во Берово. Домот во Берово е изграден пред 2 години со донација од Холандија. Таму сместени се 15 лица, а уште толку се на листата за чекање. Останатите домови беа мета на критика и од Државниот завод за ревизија, кој укажа дека функционирањето на установите и условите за живот во нив се на минимум од пропишаните стандарди. Во сите 5 домови низ Македонија, вкупно може да се сместат само 640 лица. Ова е државниот дом Мајка Тереза во Скопје. Иако сликата покажува дека реновирање е неопходно, сместените пензионери со својата скромност не се жалат на условите. Ти ми беше потпора за се. Сега сум оставена на ветрометина. Ветерот ме вее од сите страни. За лажење, лажам. Играм, пеам, се веселам, а срцето и душата ми велат не можам да те преболам. Пензионерката Мирослава Богатинова денот го минува пишувајќи поезија. Дома сопругот ми почина, сама бев и не сакав да им досадам на децата. Многу беа зафатени околу мене
и решив да си дојдам во дом. И ми се допадна и објектот, ако е руиниран, за мене е многу убав. И реков на керката, одма ја останувам овде. Си го одржаваме чисто. Си отидовме со сопругот, после пензионирањето, во Македонски Брод, село Девич. Живеевме тамо 12,5 години и после он не беше добар, се вративме у Скопје. Почина и така јас. Некој ден кај ќерката, некој ден кај синот. И се одлучив да си дојдам тука. Поголем дел од пензионерите овде деновите ги минуваат во плетење и со нивните творби организирано учествуваат на многу хуманитарни базари. Иако во домот има слободни места, дознаваме дека стари лица кои побарале сместување биле одбиени со образложение дека нема доволно персонал. Домот Мајка Тереза е составен дел од Геронтолошкиот завод 13 ноември Скопје. За разлика од домот, каде се сместуваат условно здрави лица, во другите оддели на заводот се сместени лица со хронични заболувања. Листата на стари лица со нарушено здравје кои тука чекаат сместување е континуирано долга. Листи на чекање секако имаме на сите страни, за сите оддели. Меѓутоа, јас секогаш тоа го кажам, тоа е најболната точка, нели, листите на чекање, затоа што капацитетите се лимитирани, а ние сме единствена јавна здравствена установа за долготраен престој, па притисокот за кревет кај нас е од цела Македонија, значи не е само од Скопје. И меѓутоа немаме една листа на чекање, туку имаме всушност 3 листи на чекање, односно на посебна листа на чекање се пациенти со деменција. И тие најдолго време чекаат затоа што имаме само 40 кревети што се наменети за оваа популација. А понатаму другата листа на чекање се пациенти кои што се со хронично прогресивни или травматски болести и третата листа на чекање е пациенти кои што се со малигна болест. Но освен маката со болеста, дел од старите лица тука се соочували и со негрижа од семејствата. Нелоска ни раскажа дека се случувало блиските со нотари да доаѓаат само додека нивните роднини не им го препишат имотот. Но таквата пракса, тврди таа, сега е надмината. За потребата од старечки домови говори се поголемиот број на приватни установи кои изгрижуваат стари лица. Таков е приватниот дом Идила во Скопје. А јас сум таа првата што сум веселјакот. Активности има, не шетаат кога е добро време, накај водно не шетаат кога има музика, веселба и све. Во Идила нема слободно место. Престојот чини од 30 до 35.000 денари месечно. Ја се викам Савевски Блаже Миле, општина Јагуновца. Јас сам овде 14 години. Као гости, овде другари имамо, се дружимо. Трошоците за покривање, ја покривам сам себе. Јас сам работал во Германија, сам добил немачка пензија и парите ми стигал за овде. За 78 станари сместени во Идила се грижи персонал од 44 лица, вклучувајќи лекар, психолог, социјален работник, физиотерапевти, негователи. Собственичката Мери Терзиева Павловска, која работела како медицинска сестра во Британија, уште пред 20 години решила искуството да го пренеси во Македонија. Иако е свесна дека цените се превисоки, Павловска вели дека доколку се постигне договор со државата за субвенционирање на старите лица, тоа би го олеснило финансискиот проблем со кој се соочуваат голем број на стари лица. Да има и тие кревети кои се поевтини, и нели министерството да ги покрива трошоците за нели одредена субвенција да има за лицата што би сакале, затоа што државните старски домови се секогаш полни. Листата на чекање е многу долга, а
Приватните сепак можеби имаат кревети празни и би сакале, значи како што е во другите земји, значи би можеле да ги сместат лицата и за помала сума. Државата засега не предвидува ваков тип на субвенционирање. Таа преку олеснување за инвеститорите поттикнува отворање приватни домови. Државата обезбедува грантови за отворање приватни домови, но и други поволности како поевтин откуп на земјиште, намалени такси и така натаму, со што бизнисот со приватни старечки домови во Скопје, па и низ цела Македонија, веќе цвета. Освен старечки домови, мал е бројот и на пензионерските домови. За разлика од јавните домови за стари лица, во пензионерските луѓето плаќаат минимална кирија. Но освен покрив надглава и кревет, за сите останати потреби се снаоѓаат индивидуално. И таму заинтересираните чекаат дури по 5 години. Во Македонија имате 37 пензионерски домови, од кои 14 се под закрила на фондот на ПИОМ. Тоа е укупна бројка од тие што се под државно ниво со околу 341 едно легло. Тоа е нула. Никако процент не е кога земете состојба да сметате дека околу 300.000 имате пензионери. Тоа е данок на тоа што 30-40 години не е изградено ни едно легло во Македонија ново, ниво старски домови, ниво зборуваме за државни. Аргировски вели дека е неопходно да се зголемат и патронажните екипи во руралните средини, бидејќи во тие подрачја голем дел од старите лица, иако имаат дом, живеат сами. Лицата во третата доба имаат и законско право на социјална заштита. Според законот, старо лице кое не е во состојба да се грижи за себе, а поради семејната или стамбената положба нема можност да му се обезбеди заштита на друг начин, може да оствари право на сместување во јавна установа за стари лица, како право на институционална заштита. Како државата со толку мал капацитет на старечки домови планира да го реши проблемот со популацијата која старее? На нашите барања за интервју од Министерството за труд и социјална политика добивме само долг писмен одговор во кој тие всушност ги потврдуваат нашите истражувања. Единствено како нов момент ни посочија дека планираат нова изградба на објект во скопската општина Газибаба. Па велат: во врска со постапката за изработка на идејно решение и основен проект за изградба на дом за стари лица во Газибаба со капацитети за 510 стари лица, изработено е идејното решение и изработен е основниот проект. Власта изготвила и национална стратегија за стари лица, од која дел е издруженијето Хуманост. Но од Хуманост велат дека во земјава се функционира безпрекорно само на хартија. Треба да се стратешки размислува како да се позиционираат тие домови, државни домови, меѓутоа да опфаќат или да имаме по еден дом во секој регион. Исто така во многу случаеви ни се јавуваат и лица кои што не можат да и немаат можности да бидат сместени нити во државен дом, нити во приватен дом. Сепак тука бирократијата е голема, значи тоа лице треба да се докажува дека нема имот, дека нема можности да плати, дека треба да отиде во центарот за социјални работи, па центарот за социјални работи треба да преземе одговорноста да ги провери сите околности околу тоа лице и да на крај се одлучи дека тоа лице треба да биде сместено во дом за стари лица. Јованов вели дека децентрализацијата треба дефинитивно да заврши и поголем дел од локалните самоуправи да преземат целосна одговорност за своите жители. Институционалната заштита и грижа за старите лица беше мета на критика и во извештајот на Државниот ревизор за 2015, во кој се вели: Министерството за труд и социјална политика како носител на активностите на координативното тело за спроведување на стратегијата за стари лица да превземе мерки за ревизија и прилагодување на стратегијата во опфатот и облиците за сместување и изгрижување, расположливите капацитети и утврдување на правата на старите лица. Министерството да ги преиспита критериумите на основа на кои се одвојуваат буџетски средства согласно постојните решенија и финансирање на јавните установи. Јованов посочува дека потребна е и поголема контрола врз вонинституционалната грижа, бидејќи старите лица често се и мета на злоупотреба. Ние имаме побарувачка за нега во домашни услови. Ке нас се јавуваат и многу луѓе во кои што стари лица нашле негователи преку оглас
меѓутоа се или малтретирани, или ограбени, или едноставно не добиваат таа посебна грижа или нега кој што сметале дека треба да добијат. Тој посочува на позитивните искуства од странство, како она на Холандија. Имаат социјални населби. Значи, тоа се населби каде што имаме стари лица, се сместуваат старите лица, меѓутоа спојуваме и друга таргет група, каде што речеме млади брачни парови. И во тие социјални населби се смета дека ако јас како млад брачен пар под било кој услов останам без никакви финансиски средства, не можам сам да се грижам за семејството, да плаќам својата кирија. Одам кај старото лице, значи водам грижа за него, не плаќам за киријата. Во исто време, значи се поддржуваат двата вида на семејства и понатаму нели старото лице е згрижено. Република Македонија старее. Младите се заминуваат, пензионерите стануваат се побројни. А земјата обстанува така наречените сендвич генерации на возраст од 40 до 60 години. Ако ништо не се промени, за деценија две Македонија веројатно ќе им остане на старите и осамени лица. Ќе има ли кој да се грижи за нив?